почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван заменик министр Димитар Ковачевски, почитувани медиуми, граѓани на Република Македонија. Пред нас е вториот ребаланс на буџетот за 2020 година. Цел на овој ребаланс е да се справиме со кризата од пандемијата, причината од вирусот COVID-19. Но имаме проблем. Проблемот е во политиките и мерките кои се преземаат за да се справите со кризата. Предмет на овој ребаланс. Владата, уште на почетокот на кризата, мораше да знае дека сосема природно е во време на криза луѓето да се плашат за своето здравје. Но сосема е природно во време на криза луѓето да се плашат и за својата екзистенција. Уште повеќе што кризата трае предолго време, имавме карантени, имавме затварање на границите и така натаму. Дополнително морам да спомнам дека имавме избори, а во моментот имаме апсолутно поделеност во општеството по однос на идентитетските прашања. Во такви услови на криза неопходни се стабилност, коегзистентни политики, единствена политика, сигурност на граѓаните и предвидливост на мерките на краток и среден рок. Наспротив тоа, носиме втор ребаланс на буџетот, кој во најмала форма кажано е проблематичен. Расправаме за ребаланс на буџетот со најголем дефицит кој изнесува 920 милиона евра до 8 месец, со тенденција тој дефицит да надмине 1 милиарда евра. Расправаме за ребаланс на буџетот кој представува историско најголемо задолжување на државата од 60% од бруто домашниот производ. На крајот на годината, овој процент ќе порасте најверојатно за 70%, ако не се реализираат приходите во четвртиот квартал кои изнесуваат 1 милиарда евра, и тоа е многу тешко да се постигне. Процентот на задолжување во однос на буџетот, на бруто домашниот производ, ќе растат и над 70% ако продолжите со задолжувањето. Овие бројки ја стават Македонија во многу лоша состојба за понатаму. Мојата дискусија ќе ја базирам на две основни тези кои се задржани, кои се воглавно однесуваат на приходите на буџетот. Првата теза – популизам и лоши политики кои ги води владата на СДСМ и влијание истите главно на страната на приходите на буџетот. Втора теза – капитални инвестиции и инфраструктура, односно влијание исто така на истите врз приходната страна на буџетот. Втората теза ја црпам од изјавата на Франклин Рузвелт, кој ќе каже, цитирам: "Не ја направи богатството на Соединетите Американски држави нашата инфраструктура. Напротив, инфраструктурата ја направи богата Америка." Впрочем, со оваа изјава ги почнувам моите предавања по предметите транспорт и инфраструктура со цел студентите да ја сватат важноста на истата. Овие тези ги одбрав не случајно. Сметам дека со промена на популистичката политика можете многу брзо да влијаете позитивно на приходите на буџетот. Да ја елаборирам првата теза. Под 1. Катастрофална беше изјавата на Зоран Заев, дадена уште во месец март 2020 година. Како прва мерка за справување со кризите, да се кратат платите линеарно на 14.500 денара за сите граѓани кои примаат плата од државата. Ово беше пласирано како голема популистичка мерка, спас за државата и економијата. За жал, оваа крајно несериозна мерка и изјава, дури и само како изјава, остави трајни последици во психологијата на потрошувачката кај народот. За жал се случи крах на личната потрошувачка
и таа денес е сведена на минимум. Се троши само на храна, сметки и маски кои патем се оптоварени со ДДВ од 18%. Класичен доказ за оваа моја теза е неуспешниот викенд без ДДВ. Седа е поевтино за 18%, народот пак не купува, не троши, не верува во државата. Ова е убиство за македонската економија. Ако се знае фактот дека финалната потрошувачка на домакинството, вклучена во неа и непрофитабилните институции кои им служат на домакинството, во второто тромесечие паѓа за 10%, а нејзиното учество во БДП изнесува 70,6%. Или во пари тоа се 775 милиони евра помалку пари во бруто домашниот производ. Уште на самиот почеток ве критикувавме дека ова е лоша изјава, лоша мерка, не се донесе, меѓутоа стравот си го направи своето. Истиот ефект, уште полошо, го постигнавте веднаш по изборите, а се уште трае кризата. Лично мандатарот Зоран Заев во експозе овде во парламентот излегува со мерка кратење на администрацијата. Притоа не спомнавте дека имаме административци кои седат дома и земаат плата затоа што се вработени по клуч. Не спомнавте дека секојдневно има огласи за вработување и не кажавте дека администрацијата има министри, раководители, шефови 100% поставени од Социјалдемократскиот сојуз, кои треба да ги организираат административците и да им најдат соодветна работа со цел да бидат корисни за општеството и економијата. Напротив, онака популистички, премиерот најави 20% кратење на администрацијата. Ако се знае дека во АРМ и МВР не би се очекувало кратење, тоа значи 30-40% на кратење на администрацијата во некои сектори. Што ми е поентата? Вие сега во грч ги ставивте сите административци кои не знаат што ќе се случи со нив и тоа во време на криза. Како очекувате тие луѓе да имаат потрошувачка? Кога не знаат утре кога ќе останат без работа, како ќе најдат работа во време на криза и како ќе ги прехранат своите фамилии? Ова е во најмала рака несериозно од премиерот. По 3. Непродуктивни трошења. Во услови на криза имавте реално непродуктивни трошења. Трошевте на возила, мебел, лешници, бадеми, зборуваа многу моите колеги, да не се повторувам. Поентата е што народот гледа раситништво кај одредени политичари од власта. Ги изголемивте цените на енергенсите. Уште во април нафтата ја зголемивте 3 денара за литар зголемување на акцизата, со што ги ставивте во лоша положба нашите транспортери во однос на конкуренцијата. Буквално си ги вративте парите од земјоделците за зелена нафта, земате екстра пари од граѓаните. Струјата се покачи за 7,4% плюс ДДВ. Реално е покачена за 8,73%. Што ви вреди од една страна ако земате повеќе пари секој ден од социјалните случаеви за струја, а од друга страна еднократно пред избори и давате помош? Не вредат и субвенциите за климатизери ако ја поскапувате струјата. Не вреди помошта во вид на кредитирање за стопанството ако ја поскапувате струјата. Пропагањето на Евростарт банка губат граѓаните кои имаат поголеми штедни влогови, губи државата која преку гарантниот фонд ќе треба да врати 98% од депозитите или некаде износ 70 милиони евра, губат инвеститорите од банката затоа што аферата тежи над 200 милиона евра. Единствен победник е министерот за финансии Нина Ангелова, која, замислете, е потписник на буџетот за кој расправаме.
успеа навреме да си ги повлече своите пари. Ја имаше правата информација во право време, која немаа граѓаните кои штедеа во таа банка. Почитувани, граѓаните секојдневно гледат што се случува во државата. Најмалку ни се потребни вакви скандали и афери во време на криза. И покрај помпезното најавување мерки за подршка на стопанството, во реалноста 14.300 фирми кажале дека ќе ги затворат своите бизниси. Нова се надоврза изјавата на премиерот, кој рече дека сосема е нормално да пропаднат малите фирми во време на криза. Се поставува прашањето, зошто даваме помош на фирмите? Зошто се тие 14.500 денари? Ако фирмите е сосема нормално за власта да пропаднат. Даваме помош на фирмите, која е во вид на кредитирање. Ако не пропаднат денес, ќе пропаднат тогаш кога ќе треба да ги враќаат парите. На фирмите и треба помош, реална, неповратна, а не кредитирање. Затоа што нема логика тезата, ако сте во загуба, нема да ги враќате парите. Сите ќе ви покажат загуба. Со тоа страда приходната страна на буџетот. Што треба да направите? Итно да излезете и да ги демантирате овие работи. Дека ќе затварате фирми, дека нема да кратите од платите, дека нема да бркате од работа. Да ги скратите на нула сите непотребни трошоци за луксузирање на владата. Да ги вратите цените на енергенсите, нафтата и струјата. Да реагирате брзо на сите афери од економската сфера. Да им дадете помош на фирмите, а не кредити. На тој начин може би нешто ќе санирате. Втората теза ја базирам на недозволеното кратење на капиталните инвестиции и крајно лошиот процент на реализација на истите досега. Досега реализацијата на капитални инвестиции изнесува 53%. Со овој буџет 2020 година одвојувате само 7,3% од расходите во буџетот за капитални инвестиции. За споредба 2008 година повторно во економска криза капиталните инвестиции биле 14,3% и тоа е двојно поголема ставка. И покрај тоа што е мала ставката за капитални инвестиции, во овој ребаланс кратите на следниве објекти. Железница кон Бугарија, ставка за локални патишта се намалува, замислете, за 78%, гасификација, за информатичка технологија во администрацијата намалувате 40% и така натаму. Кога сме кај инфраструктурата, ќе повторам уште еднаш. Најпрви се гради инфраструктурата, после доаѓа развојот. Нема друг редослед на нештата и излез од криза. Да нема дилема кај граѓаните. Зошто не инвестирате во капитални инвестиции? Станува збор за големи проекти кои се изведуваат реално во повеќе годишен период. Политичарот кој се води од популизам знае дека за таков период и да потроши буџетски пари во голем обем, проектот нема да биде завршен во негово време. Тоа значи дека политичарот, популист, нема да биде на телевизија, нема да биде во медиумите и што е најтрагично, за него нема да го пушти објектот за кој издвоил многу пари. Нема да сече панделка, нема да свират трубачите. Состојбата со капиталните инвестиции во државата е ваква.
неизградени објекти подолго време од планираното и реално потребното време за изградба. Имате многу недовршени проекти во Скопје и државата. Ваков пример е и автопатот Демиркапија Смоквица. Многу ми е драго што не помина славно пуштањето на автопатот и радоста со трубачите. Уште посликовите примерот со автопатот Штип Скопје. Слободно можете да го крстете автопат на калта. Почитувани, таму се потребни итни мерки за санација на шкарпите и косините. Се вози со брзина од 120 на наноси од кал. Автопатот Охрид-Кичево, патот експресниот Кавадарци-Прилеп никако да мрднат од позициите во кои беа оставени. Или активностите се многу мали. Дури и во време на пандемија не се ни почна новиот клинички центар. Клиничкиот центар во Штип стое во место. Од друга страна, имаме манипулација со инфраструктурата. Се создава вештачка слика дека автопатиштата ги гради, односно ги изградила СДС. Од друга страна, оставате многу објекти да останат недовршени, да ги фате забот на времето и да бидат некоја лоша слика. Во суштина, предизвикувате само загуба за Република Македонија, затоа што дури барем да ги конзервиравте објектите онаму каде што беа застанети, тие се оставени на забот на времето. Во меѓувреме се фалите дека градите во наводници 1 милион километри. Внимавајте, игра со зборови, градиме. Тоа значи дека може да фрлите и една лопата и да прикажете дека нешто градите. Но реалноста е нешто сосема друго. Само не ми е јасно зошто ја подценувате интелигенцијата на народот во 21. век. Краен ефект во однос на капиталните инвестиции. Почитувани, позајмивме 1 милиарда евра. Не знаеме парите каде завршуваат, а можевте и моравте да инвестирате во нови работни места, во реалната економија, во дигитализација, во инфраструктура, во изградба на болници. На тој начин ќе направевте бајпас на кризата. Ќе ангажиравте многу луѓе во градежништвото и ќе остваревме реални приходи од тој ангажман. Со тие реални приходи полесно ќе се справевме со кризата. Ќе имаше пари за сите сектори кои беа реално зафатени од кризата, како што се јавната потрошувачка, угостителството, индустријата, транспортот, туризмот и така натаму. Се надевам дека оваа дискусија со неа ќе се предомислите за лошите политики и тоа ќе го направите баш денес, во четвртиот квартал од 2020 година. Одлагањето на тоа што треба да се заврши денес, верувајте, нема да се заврши и до година. И до година ќе имаме кризата, и до година ќе ги имаме истите проблеми. Само ќе потрошиме пари, а државата ќе тоне во долгови и ќе ги немаме битните капитални инвестиции. Респект према заменик министерот, се гледа дека не е од ковот од типот на политичари од Социјалдемократскиот сојуз. Најави експанзија на капиталните инвестиции во 2021 година. Само внимавајте, тоа се инвестиции за локални избори. Немојте да ги насочувате парите во чешми, бекатон плочки, сокачиња, доградба на канализација и водоводи. И тоа треба. Меѓутоа, тоа е работа на градоначалниците. Ако тоа не го завршиле за 4 години, колку и пари да ја дадете е џабе.
Инвестирајте во крупни капитални проекти, не 1-2 милиарди. Благодарам. Благодарам и вам, заменик министер.